Добро утро. Македонија со години е затрпана во отпад и не покажува капацитет за успешно управување со отпадот кој самата го произведува, дополнително на тоа и увезува отпад. Сега државата бара дозвола од Европската Унија да продолжи со увоз на 18 видови неопасен отпад и по заострената регулатива од страна на Европската комисија која стапува на сила од идната година. На оваа тема денеска зборувам со Татјана Чакулев од О2 иницијативата. Добро утро, да дојдовте во студиото на Телма. Низа реакции од граѓанските активисти пред се предизвика барањето на македонската влада да продолжи и натаму земјава да увезува, да добие дозвола и право да увезува отпад од земјите на Европската Унија и по заострената регулатива. Сега Европската комисија, односно ЕУ, ќе испитува дали државава има капацитет, што е очигледно дека нема. Па не знам дали таа вознемиреност е оправдана со оглед на тоа што критериумите се навистина строги и веројатно тешко ќе поминеме со 18 инспектори во Државниот инспекторат за животна средина и без ниту еден инспектор во единиците на локална самоуправа, односно општините. Не, во општините има инспектори, само што некако не се активни. Јас прво сакам да разграничам што е тоа отпад. Кога ќе се каже увезуваме отпад, различни луѓе имаат различна слика тоа што е отпад. Некои замислуваат комунален отпад овој што нели се депонира на Дрисла, пример во Скопје, некои не, јасно е дека станува збор за железо, челик, обоени, необоени метали. Сега значи зошто Министерството за животна средина, прво да разграничиме зошто бара да се увезува отпад. Тоа е затоа што имаме ние фирми во нашава држава кои го преработуваат тој отпад, значи го користат за своите технолошки процеси за да добијат некој краен продукт. Ако не се увезува тој отпад, пример, за Макстил 99% во 2023 година од целиот отпад што се увезел, повеќе од 99% отпаѓа на металот што го увезува Макстил. И сега кога кажеме забранен увоз на отпад, тоа значи забранен увоз на металите и треба да го затвориме Макстил. Значи приносно ние треба да кажеме дај да го затвориме Макстил, да не работи, за да не увезуваме отпад, тоа се метали. Значи мора да ги разграничиме тука некако да ги ставиме работите во контекст. Да, но еве од она што е сега официјално според податоците од Министерството за животна средина и просторно планирање, интегрирани еколошки дозволи за управување со отпад има 12 компании во Македонија, меѓу кои е оваа што ја спомнувате вие Макстил. Тука е цементарница Усија, таму е и скопската депонија Дрисла која го преработува комуналниот отпад пред се. 390 компании има дозвола за транспорт на неопасен отпад, додека 290 фирми добиле дозвола за складирање и третман исто така на неопасен отпад. Добро. Така, еве разграничивме сега. Ама не, да разграничиме и за увозот. Еве, податоци од 2023 година. 99% е увозот на метали за Макстил. Другиот помалку од 1%. Збориме сега за неопасниот отпад. Отпаѓа на дел пластика, некаде 200 и нешто тони е пластика, околу 1000 тони се работи за масти и употребувани масти и масло за јадење. Околу повторно некаде ми се чини околу 200 тони се работи за не можам да се сетам се што беше последното, значи пакување од хартија и картон. Во 2023 немало тоа. Троска и метал. Не, троска и метал не е, металот е само без троска, значи тоа е метал добиен од троска. Има катализатори, алуминиум, бронза, месинг, масти, тоа се маслозареди. дозволите се, да. Имаше уште и еве она што е податок исто така. Значи тие се овие се категориите што се увезени. Едно е што се дозволи издадени за увоз на отпад, а друго е што е увезено. Меѓутоа ние увезуваме и опасен отпад. Тука е најголемиот проблем за нас меѓу другото и увезената пластика. Значи ние се гушиме во пластика зашто да увезуваме пластика. Особено што не знаеме, значи како што кажавте со инспекцијата е секогаш ние сме меѓу чекани на ковална кога се работи за отпад, значи и за нашиот отпад меѓу чекани на ковална. Што да направиме? Луѓето се бунат за регионални депонии, така? А од друга страна, значи се гушиме во отпад, цела држава имаме диви депонии насекаде. Значи мора некаде да се почне. Стандардизирани депонии е неопходно да имаме. Нашата Дрисла не е стандардизирана.
Значи таа е само до некаде нешто малце. Ајде да одиме со ред. Да. Во однос на барањето за увоз, што според вас како граѓански активисти за животна средина треба да направи државата? Треба да продолжиме да увезуваме неопасен отпад за да им овозможиме на фабриките да работат. Не увезуваме и опасен отпад, да се разбереме. И увезуваме и опасен отпад, само не Ајде од да одиме со ред. Да. Со неопасниот отпад. Дали е во ред? Според нас треба да, значи вака, според нас треба да се донесе одлука. Или ќе го затвориме Макстил, или ќе дозволиме увоз на метал. Нема друго. Не можеме да зборуваме да не увезуваме отпад, затоа што металот е 99. Да затвориме една од фабрики која вработува илјадници граѓани, произведува голем дел од бруто домашниот производ. На тоа се сведува. Нема друго, бидејќи само Макстил е тој што 90-те. Треба да се затворат фабрики? Не е нашиот став дека треба да се затворат фабрики. Затоа смитаме дека увозот на метал треба да се дозволи, според нас. Така. Значи, нашето здружение, увозот на метал треба да се дозволи. Меѓутоа, увоз на пластика апсолутно не е потребен, бидејќи и пластика имаме, како што кажав, значи, се гушиме во пластика. Не само тука, него ни целава држава. Тоа е ставот за увозот на опасен отпад не треба да биде. Да, имаме ние фабрика, повторно се работи. Зошто има увоз на опасен отпад? Затоа што постои фабрика Табмак во Пробиштип, која ги користи тие оловни акумулатори да ги преработува. Меѓутоа таа фабрика беше инволвирана во скандалот пред 2 години, кога се откри оловната згура од 500 до 600 тони во селото Орман во Ѓорче Петров. И сега како беше таа инволвирана? Значи, отпадот наместо да го извезува, бидејќи ние немаме депонија за опасен отпад во држава. И тој, секој опасен отпад кој се креира од сите погони и капацитети мора да се извезе. Она не го извезела, туку го дала на друга фирма во Македонија, што е Рецикл Екостарт, во Чучер Сандово, кој го земал тој отпад, преработил, направил некоја оловна паста, го продал назад на Табмак, преку друга, значи, фирма, и отпадот од таа преработка, згурата што останала, оловната згура, си ја депонирал на приватен плац на некој човек. Значи, тука е проблемот кај нас. Значи, ние не сме способни да преработуваме што би требало, значи отпадот треба да се преработува. Имаме ограничени ресурси на планетава и мора да се мисли за идни генерации. Не можеме ние да си ги користиме ресурсите само за нас, а да немаме предвид генерации кои доаѓаат понатаму. Значи отпадот апсолутно треба да се реупотребува, ама нашите капацитети и начинот на кој ние сме се покажале во државава, не сме способни да го правиме тоа еколошки и согласно законите. Добро, рековте дека се увезува и отпаден отпад, и тоа од Босна и Херцеговина, Албанија, Косово. Албанија, Косово, Босна, опасниот отпад од таму. Имате ли таму. конкретни податоци за минатата или за предминатата година, за 2023, што конкретно е увезено? За опасен отпад? Да. Опасен отпад, според она што ни е дадено од податок од Министерство за животна средина, во однос на реален узвоз, ни дадоа, ни кажа дека ги немаат евиденција за тие податоци, што малце ни е чудно, како може да немаат евиденција за тие податоци, зборуваме за реален увоз. Меѓутоа, за издадени дозволи за увоз на опасен отпад, издадени се само на Табмак, за увоз на оловни акумулатори, за 2024 година е во количина од 13.500 тони. Тоа е во однос на дозволите, а колку реално се увезле, не знаеме. Меѓутоа само Табмак е таа што Одговорот од увезува. Министерството за животна средина вела дека немаат податоци за реални. За реални, да, немаат евиденција. Можеби во царина треба да се праша. Во царина ќе ги побараме, точно, да. Ги баравме скоро податоците и мислевме дека Министерството за животна средина ќе. Додека зборуваме за опасниот отпад и за увозот на опасен отпад, можеби треба да се спомне дека во 2021 Дрисла увезуваше опасен отпад, иако нема технологија за тоа. И без технологија за тоа и стандарди, доби таква дозвола за да увезува опасен отпад и согоруваше во одреден број на месеци од 2021. Тоа се проблемите што јас повторно кажувам. Значи, затоа ние бевме против да се отвори во законот стоеше, значи можно да се отвори во јавно-приватно партнерство, а дури ми се чини и концесија да се даде некој да вози да ја води депонијата за индустријски опасен отпад. Ние сме стварно, ајде да не кажам, значи да не звучи навредително, меѓутоа криминогено општество. Значи влада е корупција во огромен степен. Се кршат законите, се заобиколуваат. Дрисла не требало, значи да ги добија тие шифри
за одлагање на опасен отпад, меѓутоа ги добила, значи на хартија дека може тие шифри на опасен отпад да се депонираат. И тоа од повеќе институции, тамо се од Министерството за животна средина, и Државна инспекторат за животна средина, сите биле. Општини. Да. И повторно се случило тоа. Иако ги нема капацитетите. Значи, една Дрисла нема ни постројка за секундарна селекција на отпад. Значи, зборуваме да ги одвојува, така? Тоа одвојува што е метал, што е стакло и така натака од и таа Дрисла е единствената депонија во Македонија која исполнува минимум стандарди и се смета за стандардизирана. Не е стандардизирана, се смета за до некаде некои стандарди дека се исполнети. Меѓутоа не е стандардизирана. Далеко е од стандардизирана. Она што велите да не употребите поттежок збор, па велите Македонија е криминогенно општество, не кажувате ништо ново. Имено и кога станува збор за темава за која зборуваме за управувањето со отпад, Државната комисија за спречување на корупција исто така ја посочи оваа сфера и спроведувањето на ингеренциите, односно како тоа го прават и локалната и централната власт, како високоризични области за корупција и криминал. И тоа во периодот од 2020 до 2024, како е денес, немам информации, ќе видиме веројатно во понатамошниот период. Сега, Дрисла нема ниту технологија за третман и за преработка на медицински отпад. Бидејќи печката тамо, топилницата, развива недоволна температура за третман на употребени или лекови со завршена рок на употреба, да не зборувам за други медицински материјали кои бараат неопходност од третирање на повисока температура. Има постројка за автоклавирање. Значи во последните, сега не знам дали се 2 години или така некако од прилика, го третираат медицинскиот отпад со стерилизација, односно автоклавирање. Тоа е начинот на кој не се согорува, туку се автоклавира. Тоа е според европските стандарди? Има, да. Тоа е уствари многу активисти во светот бара да не се согорува отпадот, туку да се стерилизира, значи за да нема ослободување на диоксини, фурани и штетни канцерогени супстанции. Во однос само сакам да спомнам на претходната тема кога зборувавме и за опасен отпад, а и во поврзано со актуелните насоки на притворот на Капушевски во врска со мазутот, нели, и да, и денеска беше објавено дека од Хрватска е увезено. Тоа беше во 2019-та. Тоа беа документи кои нас не ги дадоа. Да, во тие документи ние ги објавивме тие документи тогаш, каде што беше потврдено дека се увезува во суштина, тоа е поврзано, помеша некој мазут со опасни масла. Тоа е опасен отпад, уствари. Опасни масла кои овозможуваат поевтино производство на мазут. Точно, тоа се масла трансформатори, точно. А тој се декларира како мазут тука во земјата. Екстремно загадување, а се внесувал со промена на тие, не знам, декларации, како мазут се внесувал во земјата, меѓутоа тие тамо на царина кога испитале, виделе дека тоа не е, мислам, не е мазут со кој треба, значи, да се користи за кој треба воопште да се користи. Откриле, меѓутоа не санкционирале. Сега сакам да кажам дека фирма во Македонија, во Штип, која конечно, фала Богу, и истекна рокот на дозволата, бидејќи не се одзимаше со години, таа беше уствари во околината на Штип, Пенуш, некаде кај во Криволак, во тој дел, меѓутоа по ингеренција на општина Штип, таа користеше отпадни гуми за да произведува течно гориво. Тоа течно гориво го нарекуваше мазут. Меѓутоа тоа течно гориво беше опасен отпад. Кога се испита лабораториски, некаде ми се чини 2022, не сум сигурна која година. При тоа немаме акредитирана лабораторија како држава за испитување што е опасно. Немаме, значи во Србија се испрати тоа за да се испита и се установи дека има, значи, содржи опасни материи, дека е класифицирана во опасен отпад, кои се, значи, канцерогени за човекот, и дека тоа течно гориво го продавало на фирмата на Капушевски, РКМ, кој потоа во земјава го дистрибуирал како мазут. Беше казната фирмата, меѓутоа години покасно, повторно како објава на едно истражувачко новинарство, беше казната бидејќи не поседувала лиценца за производство на мазут.
Сакам да кажам, а општина Штип немаше во рокот 6 години немаше извршено ниту една редовна контрола на таа инсталација, иако граѓани од соседно село се жалеле на ужасен мирис, бидејќи таа требало да биде затворена постројка, меѓутоа чадовите канцерогени се излегувале, се жалеле селани, ништо. Државен инспекторат на крај интервенира 3 пати во рок од 3 години и бара да се одземе дозволата, дава решение за престанок на работа. Општина Штип не ја одзема дозволата, на крај од дозволата истекува. Сакам да кажам, тоа се случува во земјата, не ни е потребен ни надворешен, некој дополнително, сакам да кажам, не са... Вие како екоактивисти го знаете, тоа фирмата е казнета веројатно парично, само заради тоа што... или може би рекле одземавме дозволата кога истекла веќе. Но дури сега во 2025 еве се покренува некаква посериозна акција. Ете, не, во 2024 ноември. Што се правело со фирмата на Капушевски во уште 2019 се увезувале масла опасни за производство на ефтин мазут. Да, на ефтин, да. И фирма од Македонија. Како екоактивисти баравте одговор од надлежните, зошто ова посериозно не се гони отпорано како што треба? Ние баравме конкретно за оваа фирма за Сансаге, значи ние баравме од Министерството за животна средина да изврши надзор на општина Штип, зошто не постапува согласно законот, зошто нивниот инспектор не постапува, зошто сите овие нешта се прекршени законски, зошто никој не постапува по тоа. Значи баравме на крај, сакам да кажам, целиот цикл државниот инспекторат постапи, меѓутоа тоа е толку споро. И да постапат инспекторите, на крај судовите не изрекуваат казнени. И мали се тие казни. Имаше, прочитав, судот изрекол казна, зашто беше за фирмава се, бидејќи имаше многу прекршоци, 1000 и нешто евра беше. Добро, вие споменувате една фирма од Штип, деновиве актуелна акцијата против фирмата на Капушевски. Тие се, два изолирани случаи. Кој всушност ја труе Македонија со години наназад? Знаеме ние што се случува на дивите депонии. Сите. Сите. Која труе во однос на воздухот? Во однос на тие увоз на опасен отпад, согорување на опасен отпад, нешто што не смее да се случува. За тоа не знаеме. Значи тука е царината е клучниот фактор кој треба да го спречи, кој треба да спречи увоз на нешто што е незаконски и нелегално во оваа држава. А кога велите сите, на што мислите? Мислев, ако зборувате за загадување на воздухот, дека има многу чинители и сите, кога ќе кажам, значи многу чинители, али во однос на отпадот, во однос на отпадот царината е клучна, меѓутоа знаете што, тука треба да има некој кој ќе зема примероци редовно, ќе се зема примероци редовно и ќе имаме ние сопствена лабораторија акредитирана која што ние имаме некој вид на акредитирана, меѓутоа не знам за колку параметри е таа акредитирана. За да ги испитува. Значи, тука треба да е на ниво на царина, тие примероци тука да се земат, тука да се испитаат и да се види дали ќе се пропушти или нема да се пропушти. Таа е бариерата која е клучна за државата, што влегува, што излегува. А и внатре, како резултат на тоа истражувачко новинарство, тогаш државата покрена и рече државниот инспекторат да земе примероци од сите кои произведуваат мазот или кои тргуваат со мазот во државава и да се испита или нафта и да се испита нивната хемискиот состав. Меѓутоа тоа се случи тогаш и тогаш се утврдија многу нерегуларности, дека овој нема лиценца, дека овој не е согласно правилникот. Сакам да кажам зошто тоа не се прави редовно, значи на редовна основа. Добро, во земјава според официјалните податоци од Министерството за животна средина има повеќе од 2000 диви депонии. 16 од 54 комунални депонии се со висок ризик. Што во оваа смисла како граѓански активисти предлагате за решение на проблемот? Дрисла е единствена полустандардизирана, другите се сите 2000 диви. Дали во таа смисла ќе биде решение оние регионални? Мора да бидат решение. Изградбата на тие регионални кои никако да ги видиме и роковите само ги пролонгираме. Сега последно зададене дека во текот на оваа година ќе почне изградбата на барем една. На барем една, таа е во источниот тамо кај Свети Николе некаде. Таа треба да започне. Другите треба да бидат готови до 2030 година, затоа што средствата кои се дадени како грант мислам дека реагиравте во однос на буџетот за годинава дека нема средства за тоа, меѓутоа дека финансиската структура за нив е обезбедена со грантови и со странски донации, нели? Ние реагиравме зашто нема средства за Дрисла, бидејќи Дрисла треба да се стандардизира. И некако Дрисла цело време се става на страна.
овие депонии се сега под капата на државата, преземени се значи на национално ниво и се тера постапката. Некои ќе бидат во почетна, значи тендерска постапка, техничка проектна документација, други ќе бидат, не знам, во првични постапки, набавка на, не знам, контейнери или сакам да кажам тоа чекор по чекор ќе оди. Не може и треба да заврши до 2030 година за сите депонии. Значи тоа е заедно ќе имаат и југозападниот и пелагонискиот крај ќе имаат една депонија, и југоисточниот со Вардарскиот ќе имаат втора депонија, во Полог ќе е третата депонија и четвртата е во кај Свети Николе за источниот и источно-северниот, а Скопје останува некако полустандардизирана, нека тера така. Иако значи тоа апсолутно е недозволиво. Регионалните депонии мора да се решење. Не можеме ние да одиме со вакви диви депонии и на секаде, значи, исфрлање на отпад, што треба да е казниво и што тука повторно инспекцијата, каде се казните. Само на тој начин се регулира. Инаку имам впечаток дека еве вие како граѓански активисти од време на време по медиумите и со некоја друга акција, истражувачките новинари, ете Кот истражуваше уште за Радко Капушевски, тој навредуваше. Дури сега акција, во меѓувреме повторно труењето се продолжува. Имате ли впечаток дека нешто се подобрува, дека одиме во подобра насока? Ние сме оптимисти секогаш, иначе да не сме оптимисти, ќе дигнеме бело знаме и ќе се повлечеме. Се подобрува, надежта е пример дека регионалните депонии ќе го уредат на некој начин ова, значи состојбата со дивите депонии во цела држава. Тоа е надежта. Надежта е дека Дрисла ќе се стандардизира, дека ќе имаме една модерна стандардизирана депонија. Тоа е надежта. За инспекцијата, навистина не знам тоа решение кое ќе биде за инспекцијата, не сме тука оптимистични. Сте имале како одва иницијатива средба со надлежниот министер за животна средина? Со сегашниот не. Не, сме немале. Не сте побарале средба? Не сме побарале. Што чекате, речи си 10 што да побараме? Позиција. Ама што да побараме од министерот за... Немате ништо да му кажете, да му советувате? Имаме многу, ние сме кажали, сме советувале, ама што да побараме во моментот, ние чекаме сепак некаде да дојде до пролет да видиме. Најмногу не интересира, значи, загадувањето на воздухот, што се случува на тој план. За овие регионалните депонии знаеме дека се тера постапката, така да бидејќи ги добивме тие одговори, дека се сите, значи, во тек и дека 2030 година е крајната година и ќе видиме што ќе се случи. Иначе средствата ќе ги повлече Европска унија, што ги дала за изградба на тие депонии. За загадувањето на воздухот чекаме, имаме некои информации што чекаме како одговор да ги добиеме и потоа ќе настапиме и јавно и ќе се обратиме и до министерството и до министерот. Добро, Чекуле, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма и за разговорот.